Почитувани новинари, денешната пресконференција е одговор на денеска представените мерки од страна на Социјалдемократскиот сојуз кои што се однесуваат на областа образование. Тоа што СДСМ се обидува да го прави на тема образование изгледа дека е повеќе популизам отколку засновани и реални мерки кои што можат да го напредат образовниот систем во Република Македонија. Втората работа што сакам да истакнам е дека Социјалдемократскиот сојуз, со оглед на нивното искуство од минатото владење, под голем знак прашалник е нивниот кредибилитет по однос на самото образование, бидејќи секогаш кога СДСМ ја води власта во Република Македонија, образованието станува понеефикасно, поскапо и понедостапно за учениците и студентите. Денеска СДСМ предложи некои мерки според кои што според нив би го подобрили образованието, а истите нивни предлози гледаме дека се составени само од 5-6 реченици. За разлика од СДСМ, ние како одговорна политичка структура, нашите идеи во образованието ги имаме не само елаборирано, туку спроведено и на дело. Она што ние сме го покажале не биле празни зборови, кои што можат да се опфатат во 5-минутна пресконференција, туку 6-7 годишна програма која што има своји резултати. Очигледно Социјалдемократскиот сојуз во немоќ да смисли реален и одржлив образовен концепт се обидува на еден ефтин начин да се додвори на одредени групи во образованието, нудејќи навидум лесни решенија. Сакаме да препорачаме дека ова е погрешниот пат во образованието и ова нема да донесе нов квалитет. Она што денес на еден популистички начин го истакна беше мерката за укинување на екстерното тестирање. Сметаме дека ваквата мерка, екстерно тестирање, е мерка која што помага во квалитетот на образованието, во спротивно не би ја имале околу 25 земји во европскиот континент. Не е решение на една пресконференција да се предложи мерка за укинување на екстерното тестирање, туку решение е да се предложат мерки за унапредување и усовршување на овој инструмент, бидејќи истиот нуди поголем надпревар, поголема контрола и ги намалува можностите за притисоци и нереално оценување на учениците во образовниот систем. За да биде иронијата поголема, следната мерка која што ја предлага партијата на господинот Заев и неговиот колега Атанасов е поголема грижа за наставниците. Токму со укинувањето на екстерното тестирање, како што предлагаат тие, сметаме дека тоа ќе биде на штета на наставниците, бидејќи ќе се зголемат можностите за притисоци врз наставниците при нивното реално и објективно оценување на учениците преку наставниот процес. Иако Заев и Атанасов сметаат дека на овој начин ќе им помогна на наставниците, сметаме дека само се обидуваат на еден ефтин начин да ги манипулираат. Врв на цинизам и на подценување е дека ќе се грижат за наставниците, а не им кажуваат како, на кој начин. Нема рокови, нема законски решенија, нема подзаконски решенија, предлог мерки и систем како тоа би се спровело. Грижата кон наставниците се прави со дела, а не со пресконференција. Како дел од соработката со СОНГ, договорена е динамика за продолжување на процесот на трансформација на работниот однос на наставниците. И она што ВМРО ДПМН го направи со дела е што голем број наставници кои што беа ставени во незавидна ситуација и има работно време определено и ограничено и беа во неизвестност на секои 6 месеци, го реши статусот на 6267 наставници кои од привремено вработени добија решенија за неопределено, трајно вработување, за да можат преку својата сигурност од работниот однос да бидат посигурни и како наставници во образовниот процес. Околу платите на наставниот кадар, доволно е да посочиме дека во време на СДСМ тие беа замрзнати, а од моментот кога одговорноста ја превзеде владата на ВМРО ДПМН, платите на наставниот кадар се зголемени за нешто близу до 40%.
Грижата за образованието се покажува и преку грижата за училиштата и нивната изградба. Од 2006 година до сега изградени се вкупно 41 ново основно училиште, додека 4 се во тек на изградба. Тоа значи дека вкупно 45 нови објекти за основни училишта е едно од многуте дела што значат грижа за образованието. Средни училишта од 2006 година до овој момент ново изградени има 3 средни училишта, додека 3 се во тек на изградба, што значи вкупно 6 нови средни училишта. Она што посебно сакам да го споменам и што е дел од образовниот процес кој што беше запоставен во времето на Социјалдемократскиот сојуз е спортот како дел од образованието и воспитанието на секој ученик. Изградбата и опременувањето на 145 училишни спортски сали, значи конкретна и директна поддршка за образовниот систем. Скоро и да нема општина во Република Македонија каде што не се изгради ваков училишен спортски објект и со тоа се овозможи дополнително и поквалитетно образование за сите ученици. СДСМ како реформа се обидуваат да го представат воведувањето на задолжително предучилишно образование од 4 до 6 годишна возраст и оваа мерка ја представуваат како повеќе наменска цел, но не кажуваат кои се повеќе наменските цели. Очигледно Социјалдемократскиот сојуз закаснил и со оваа мерка, бидејќи програмата за предучилишно образование на предлог на Бирото за развој на образованието е веќе изготвена и ќе биде наскоро донесена. Дополнително би сакале да ги информираме дека имаат и неточни податоци и дека 11% опфат на децата во оваа возраст на предучилишно образование им е застарен, затоа што тоа е бројката на процентот во време кога СДСМ беше на власт. Денеска процентот на ученици во предучилишна возраст е 22%. И овој процент очекуваме и во иднина да расте. Тоа што е направено дополнително за образованието и што може да служи како споредба на кредибилитетот на ставовите на едната и на другата партија, може да биде и проектот за бесплатни учебници. За прв пат во Република Македонија и во нашето образование се воведуваат бесплатни учебници со доаѓањето на ВМРО-ДПМН на власт, за разлика од Социјалдемократскиот сојуз кој што одделуваше многу малку средства за оваа намена. Воведовме и задолжително бесплатно средно образование, затоа што сметаме дека средното образование дава најголема можност за секој ученик во средното образование понатаму во својот живот да биде покомпетентен. Воведен и бесплатен превоз за учениците, воведен англиски јазик од прво оделение, задолжително изучување, втор странски јазик, предмет етика, воведене задолжително од прво оделение, воведени се информатика, преведени се 1000 наслови на кои се учи од најдобрите и најреномирани универзитети во светот и сето ова е направено со цел да се зголеми квалитетот на образованието. За 60% е зголемен буџетот за македонското образование во споредба 2010 година со 2005 година. Значи во времето на Социјалдемократскиот сојуз за образованието биле одвојувани 200 милиони евра годишно, додека во 2010 година во време на ВМРО-ДПМН за образованието се одвоени 318 милиони евра. Ова е можеби карактеристичната и наједноставната, но сепак најубедлива споредба за тоа кој колку внимание посветувал на македонското образование. За 3 пати се зголемени средствата за капиталните инвестиции во образованието. Двократно е зголемен износот за финансирање на научно-истражувачки проекти. 300.000 денари во 2005 година на 600.000 денари по единица проект за научно истражување во 2010 година. Воведен е систем на 9-годишно основно образование, воведен е задолжителен предмет информатика во основното образование, воведен е предметот етика на религиите и во рамките на проектот Компјутер за секое дете обезбедени се и распределени 50.000 клупи, 100.000 столчиња во основните и во средните училишта. Она што дополнително треба да се истакне
е што е намалена партиципацијата за студентите на универзитетите и факултетите во Република Македонија. На високообразовните институции таа партиципација е 200 евра во државна квота, односно 400 евра во квотата за кофинансирање, како и 100 евра за диспрезираните студии. Тоа е споредбата за разлика од скапото образование, скапото високо образование во 2004 и 2005 година, кога Социјалдемократскиот сојуз беше одговорен за управувањето на државата. И на крајот, она што го имаме да го поставиме како прашање до Социјалдемократскиот сојуз, дали се уште стојат на ставот дека отварањето на универзитетот во Штип е погрешен чекор, дали ќе го укинат, доколку тие прават програми и мерки за образование, дали отварањето на Универзитетот за информатичко општество во Охрид се уште го сметаат за погрешен чекор и дали ќе го укинат, доколку тие предвидуваат некакви реформи во образованието, и дали диспрезираните студии и факултетите во Велес, во Струмица, во Кичево и на други места се уште со подценување ги гледаат како селски факултети и дали и нив ќе ги укинат како дел од реформата за која што зборуваат. Тоа се нашите дела и тоа е споредбата со Социјалдемократскиот сојуз и тоа говори за кредибилитетот за политиката во нашето образование. Благодарам, доколку имате некои прашања, повелете. Доколку нема, благодарам за присуството. Пријатно.